Добар ден, прво издание на вестите за денес. Еве што ќе гледате. Денес во ресторанот Пролет во Кочани ќе се одржи хуманитарна забава за помош на Методи Митев од Кочани, кој боледува од редок вид на парализа. Добре дојдени се сите хумани луѓе. Се ближи најскапиот месец во годината. Се прават последните подготовки за новата училишна година и зимници за предстојната зима. Се реконструира Штипскиот градски стадион кој ќе добие нов модернизиран лик. Но во меѓувреме, фудбалскиот клуб Брегалница остана без шефот на стручниот штаб Владко Костов. Хуманитарна забава ќе се одржи денес во ресторанот Пролет во Кочани. Добре дојдени се сите хумани луѓе кои сакаат да му помогнат на младиот Методи Митев од Кочани, кој боледува од редок вид на парализа. Нему му е потребна специјална количка на моторен погон која чини 2000 евра, зашто бара помош од хуманите граѓани. Судбината понекогаш се поигрува со човекот потполно здрав, способен за секаква работа. Кочанецот Методи Митев, 33 години, пред повеќе од 3 месеци го совлада болеста хередитарна параплегија и предизвика потполна парализа на нозете. Единствен светол момент на кој тој се надева е да набави инвалидска количка со моторен погон, која чини 2000 евра. Митев не е во можност да ги собере овие финансиски средства, па затоа апелира до сите хумани граѓани на општината да помогнат кој колку може да ја набави количката. Ресторан Пролет се вклучи во хуманитарната акција со што во недела организира хуманитарна забава на која собраните финансиски средства од прометот ќе бидат наменети за помош на 33 годишниот Методи Митев. Ненајдено ми се појави хередитарна параплегија и барам помош од хуманитарните луѓе на град Кочани во недела на 38 во 23:30 часот во ресторан Пролет ќе се одржи хуманитарна забава во име на мене, во чест на мене, така да ќе ги замолам сите граѓани и газди на град Кочани кои можат да присуствуваат на забавата, ради да можем да ги соберам средствата за количка и нешто ако има шанси за понатамошно лекување. Ви благодарам унапред. Инаку Методи Митев моментално користи инвалидска количка донирана од Црвен крст, меѓутоа како поминува времето, парализата ќе му се пренесе и на рацете, па затоа нема да биде способен да ја оправува. Митев бара од сите хумани граѓани кој колку може да помогне да донира и да ги собере потребните финансиски средства од 2000 евра за да ја купи количката со моторен погон. Околу 300 хектари земјоделско земјиште во атарот на Струмица ќе може да се наводнува преку новата мрежа за наводнување. Премиерот Никола Груевски го предаде во употреба системот одбраната Маркова река, за што беа потрошени околу 900.000 евра. Тој најави дополнителни 200.000 евра за рехабилитација на системите за наводнување во земјава. Драги пријатели, денеска сме собрани тука да одбележиме завршување, реализација на уште еден проект кој што како влада и политичка гарнитура го ветивме пред изборите и еве сега проектот е реализиран и се става во употреба. Ние како влада во наредниот период ќе бидеме посебно фокусирани на ова прашање. Како дел од нашата стратегија, а на барање од земјоделците од овој крај, инвестиравме околу 50 милиони денари или околу 820.000 евра за изградба на овој нов систем за наводнување Маркова река. Со изградбата на овој систем, семејствата кои што на овие локации имаат свое земјиште ќе заштедат просечно по околу 2 до 2.500 евра од сезона за наводнување кои што ги дава за плаќање на нафта и на други работи поврзани со наводнувањето. Сега овој систем ќе им направи заштеда, но не само тоа, ќе овозможи многу поефикасно и поправилно и постручно наводнување. Системот за наводнување Маркова река представува модерен систем со подземна мрежа од севководи и објекти како што се хидранти, воздушни вентили, испусти и патни премини, кои ќе обезбедува вода за наводнување на околу 300 хектари земјоделско земјиште во атарот на селата Куклиш, Свидовица и градско Валдовци.
Градежните зафати започнаа минатата година, а привршија пред еден месец. Во главном се внимаваше работите да се изведуваат пред и по вегетациониот период. Се со цел да не се предизвикаат штети на земјоделското производство. Би сакал да искористам оваа прилика да им се заблагодарам на сите жители кои беа стрпливи и кои помогнаа системот успешно да се постави. Благодарение на овој проект, денес жителите од овој крај имаат модерен систем за водоснабдување, за кој сигурен сум дека ќе ја олесни работата на земјоделците. Ќе биде од големо значење за зголемување на приносот за градинарските култури и севкупно ќе биде од големо значење за развој и модернизација на овдешното земјоделие. Владата на Република Македонија и во иднина ќе продолжи да инвестира во вакви и слични проекти во сите делови на нашата земја. На неколку дена пред стартот на училишната година, книжарниците се полни со училишен прибор и ранци, но мал е бројот на купувачи. Поголема фреквенција се очекува идната недела. Причина за сегашниот слаб интерес за купување од книжарниците се гледа во беспарицата, но и големата понуда на училишен прибор во скоро сите поголеми маркети. Се ближи најскапиот месец во годината. Уште само неколку дена остануваат до почетокот на учебната 2015-2016 година. Како и секоја година, освен родителите и учениците, и книжарниците се подготвуваат за стартот на новата учебна година. Значи, обично гушвите почнуваат од 5-6 приквечер, пошто е топло. Обично ранците ни одат од 500 денари па нагоре, некаде до 2000 денари. Поскапи ранци ние немаме. Школскиот прибор е вообичаено од 150 до 390 денари. Тетрадки, блокови, сето тоа што е најосновно. Меѓутоа, сега за сега купувањето е ограничено само на ранец и основни работи, тетрадки, моливи, бојци и такви работи. Родителите во меѓувреме имаат други грижи. Сумата која треба да ја издвојат на почетокот на септември е во моментов нивниот најголем проблем. Тврдат дека просечно треба да се издвојат барем 6000 денари за ранец, тетрадки, боички, материјали за хигиена, односно неопходниот материјал за училишните денови. Големо олеснување за домашниот буџет се бесплатните учебници за основците и средношколците. Иако со не толку голем интензитет како во претходните години, сепак се чувствува раздвиженоста на само неколку дена пред 1 септември. Самиот факт дека има и помалку ученици секоја година, така да веќе има пат се осеќа на целата пазарите и сите тие работи. И тука е нормално нелојалната конкуренција од маркети, тезги и на секој ќоша се продават ранци и тетрадки, што сето тоа влијае на нас како специјализирани продавници за школски прибор. Како и да е, товарот на родителите пред самиот старт на новата учебна година и зголемениот трошок останува, а училиштата како и книжарниците се подготвени да ги пречекаат учениците. Вообичаено и црквата ги повикува учениците на молитва за многу успеси во текот на учебната година. Започна долго очекуваната реконструкција на Штипскиот градски стадион. Багерите пристигнаа на стадионот, најавувајќи реализација на ветеното. Реновирањето правенствено ќе започне на теренот, а потоа ќе продолжи и на трибинскиот дел, каде е најавено и поставување на семафори. Конечно започна најавуваната реконструкција на стадионот во Штип, откако официјално влегоа градежните машини, со што беше означен стартот на реконструкцијата. Во првата етапа предвидено е реконструкција на теренот, а во втората изградба на трибинскиот дел и поставување на семафор. Според информациите, теренот треба да биде завршен за 45 дена. Предвидениот современ штипски стадион ќе се гради со средства од УЕФА и локалната самоуправа Штип. За време на реконструкцијата, Брегалница своите надпревари ќе ги игра на стадионот Никола Мантов во Кочани, додека ќе тренира на игралиштето со вештачка трева во Бело Брдо. Штипските сини, како домакин во Кочани, првиот надпревар го одиграа денес против Вардар. Камбекот на својот стадион, кој би требало да добие ново руво, Брегалница може да го очекува дури во пролетниот дел од шампионатот, информираат одговорните лица.
Што се однесува до атлетската патека, таа и понатаму останува, но неколку метра подалеку од сегашната локација, со оглед на тоа што теренот ќе има поголеми димензии и во должина и широчина, за да ги задоволи сите стандарди за играње меѓународни фудбалски надпревари. Околу 200.000 домаќинства останаа без струја во западната канадска провинција Британска Колумбија, поради бура проследена со урагански ветрови и пороен дожд. Невремето го погоди јужниот дел од провинцијата, меѓу другото и Ванкувер, мегаполисот на Британска Колумбија. На одредени места брзината на ветерот достигнала 117 км/ч. Стотици дрва се откорнати, прекинати се електричните линии, а нанесена е материјална штета на десетици автомобили и на стамбени згради. Во Турција денеска се одбележува националниот празник на победата 30 август, кога се одбележува победата на турската армија, предводена од Мустафа Кемал Ататурк против грчката армија за време на ослободителната војна. Турската војска ги победиле грците и постигнува решителна победа во борбата за независност на земјата. Една година подоцна Ататурк ќе го прогласи основањето на Република Турција. Празникот на победата е и професионален празник на турската армија. 2 дена по откривањето на камионот во кој беа пронајдени 70 починати бегалци во Австрија, во саботата е откриена нова драма од овој вид. Австриската полиција соопшти дека бил сопрен друг камион на западот на земјата, каде што имало 26 бегалци, помеѓу кои 3 мали деца. Децата биле многу дехидрирани и пренесени во болница во екстремно тешка состојба. Камионот бил сопрен иако шоферот прво одбил да застане за време на една рутинска контрола на автопат во близина на германската граница. Во камионот имало 26 бегалци од Сирија, Бангладеш и Афганистан. Сите сакале да стасаат до Германија. Вчера стартуваше петото коло од првата македонска фудбалска лига, а гостински победи издвоија Вардар Шкендија и екипата на Царев двор, додека мечот помеѓу Ренова и Шкупи заврши нерешено. Шампионот од претходната година, екипата на Вардар на гостувањето против Брегалница на одиграниот надпревар во Кочани, забележа полесна победа со резултат 2:0. Тетовска Шкендија на гостување во Струмица против Турново исто така успеа да запише лесна победа, со што се искачи до втората позиција на табелата. Гостинска победа запиша и новодојдената екипа на Царев двор, а во првото полувреме беше и решен надпреварот со резултат 2:1, што беше и конечен резултат на овој надпревар. Колото ќе го комплетираат Работнички и Силекс, кои играат денес со почеток од 16 часот и 30 минути. Ова беше се во ова издание. За повеќе информации следете ја нашата страна kanalplus.mk. Имајте пријатен ден.